Помина речиси 5-16 години како крстарам низ Демихисарскава регија, каде што во изминативе неколку години направив документарни записи за речиси 30 демихисарски села од вкупно 41 село, како и за планинските горостаси Бушева планина, Бигла планина, Плакенска планина, Илинска планина, Древник планина, секако не изоставајќи ги документарните записи за реката Еригон, многуте археолошки локалитети, меѓу кои античкиот град Брајанион, за 30-тината демихисарски селски соборни цркви и манастири, меѓу кои манастирите Журче и Слепечкиот манастир, родните села на многуте демихисарски комити војводи, меѓу кои родното село на војводата Јордан Силјанов Пиперката од селото Козица, за Елинденската демихисарска коњаница и документарните записи посветени на руралниот демихисарски туризам. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија и натаму да ја крстарам, не само да ги надополнам моите досегашни историографски сознанија со нови за оваа регија, сето тоа да го преточам во нови документарни записи и вам, почитувани мои, да ви ги пренесам да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации демихисарци како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правда на заборавот. Почитувани мои, поминаа речиси 5-6 години кога го посетив демихисарското село Сладуево, каде што мој домајчин, а воедно и водич низ селото ми беше Гоце Трпчевски, меѓу демихисарци попознат по прекарот Тито, каде што ме запозна со неговата повеќегодишна идеја дел од неговиот имот да го претвори во етноранч, со намера да не промени ништо од старата селска традиција на живеење, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите не само од Демихисарскава регија, да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации демихисарци, како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правда на заборавот, туку ширум Македонија, ширум балканскиве и европскиве простори, како дел од светската етно-рурална туристичка мапа. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мојот нов документарен запис во Демихисарскава регија, се присетив на мојот пријател Гоце Трпчевски, меѓу демихисарци попознат по прекарот Тито, за неговата повеќегодишна идеја, дел од неговиот имот, да го претвори во етноранч. Почитувани мои, овој пат, пак така народски да се изразам, одстапив од мојата редовна комуникација со моите соселани ширум Македонија, кога се подготвувам пред да тргнам на терен по нов документарен запис на мојот пријател Гоце Трпчевски. Тито не му се најавив дека за некој ден повторно ќе го посетам неговото Сладуево, туку како што вели народот, со Господ напред на своја рака. И навистина така и бидна. На сам ден на верскиот празник Вртолум, ова 2024 Господово лето, со мојот верен пријател со камазот, кинишал мощне рано во мокрите, уште петли непропејани и по речиси неполни 2 сати, народно кажано, удобно возење по автопатската делница Скопје-Тетово, Тетово-Гостивар, Гостивар-Превој Стража, Превој Стража Кичево, свртувајќи лево кај крстосницата Кичево-Охрид, близу кичевското село Другово, во правец на 50 километарската демихисарска магистрала, од сите страни обиколена со дабова шума и длабоки рекички и долови, свртувајќи лево по дел од магистралата Мургашево-Крушево, непосредно пред влезот на поранешното село Мургашево, пристигнав во селото Сладуево. Денот по утрото се познава, вели народот.
Небото беше ведро, времето летно, релативно топло, поволно што се вели окото на мојата камера да го забележи секој детал. Почитувани мои, во очи така народски да се изразам, ми падна изрезбаниот, малку нагорен запис, вметнат во дабовата во етно стил обработена дабова штица, Гара Ранч, етно кујча. Почитувани мои, така да речам, додека со мојот поглед се обидував да видам кај сум, што сум, го слушнав гласот на Гоцета Трпчешки, кој ми довикна. Ова е Гара Ранч. Гара Ранч, повеле. Многу долго време се токмам да дојдам. Ете, наминав дојдов во Гара Ранч. Почитувани мои, ова е Гара Ранч во селото Сладуево. Повелете да ве прошетаме, да видите што е тоа Гара Ранч. Добро е, ете што повторно дојде во моево родно село, да направиш уште едно убаво ново слико за селово мое, да ја надополниш репортажата што ја сними овде во Сладуево пред 2-3 години, селаниме мои да ти ги дораскажат приказните за историското битисување на ова мое родно село, што останаа нераскажени минатиот пат, за да не останат покриени од правта на заборавот, како што ти многу пати знаеш да кажеш во твои емисии, ми рече Гоце Трпчевски. Се разбира, но јас сум дојден така да речам по една нова документарна мисија, да видам до кај си со твојата долгогодишна замисла дел од твојот имот да го претвориш во етно ранч, со намера да не промениш ништо од старата селска традиција на живење, се со цел тоа да им биде пренесено на посетителите не само од Демихисарскава регија, да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации демихисарци како дел од македонскиот народ, за да не бидат покриени од правта на заборавот, туку ширум балканскиве и европскиве простори како дел од светската етно-рурална туристичка мапа, така народно да се изразам, да видам докаде е реализацијата на тогашната твоја замисла. Браво бре Зоране, алал ти вера бре пријателе, убаво што си се сетил, мило ми е што не си ја заборавил мојата долгогодишна замисла, која ти ја наповнав минатиот пат. Ете Зоране, полека, чекор по чекор, по големиот дел од мојата идеја ја реализирав, се со цел моево село Сладуево на светската мапа на етно-рурален туризам да биде представено како етно катче, затоа што Сладуево природно ги има сите карактеристики на етно село, која природата му ја подарила, а мештаните, меѓу кои и јас сум дел од нив, само ја надградуваат, а на моево етно катче името му е етно куќа Гара Ранч. Добре дојдовте во Гара Ранч. Гара Ранч е место за релаксација и одмор, се наоѓа во срцето на Демирхисар, на 2-3 километри од административниот центар или општината Демирхисар, во горното течение на реката Еригон, или античко име Еригон за реката Црна. Значи Гара Ранч е место за релаксација и одмор, синоним за убавина. Јас милувам да кажам дека од домот на моите родители ќе направам бренд. И јас мислам дека успевам во тоа, а доказ за тоа е се поголемиот број на присутни кои што сакаат да го посетат Ранчов, во исто време да јаваат коњи од сортата Мустанг Апачи, амерички коњи, воспитани, дресирани до степен на перфекција. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис за реализацијата на Титовиот проект Етно куќа Гара Ранч, како го добило името Гара Ранч, предлагам да се насладите од етно убавината на ова етно каче, кое Гоце Трпчевски Тито неуморно и со посебен ентузијазам го надополнува.
Гледајте и уживајте. Мојата идеја за ова сето досега што го имам направено овдека во моево родно огниште, во мојата родна куќа, каде што се родени мојот дедо, мојот татко, каде што во оваа куќа живеа моите родители, во која и јас израснав, води потекло од многу давнишни времиња, уште од моето детство, љубовта кон селото, љубовта кон селскиот начин на живење, навиките кои ги имам стекнато уште како дете, кога уште рано пред зорите, пред изгресонце ќе се разбудев, сам си леев вода од нашиот бунар да си ги измијам очите, образите, кога секое утро ги полнев бакарните џумови, бардињата и стомните со вода, ги собирав јајцата од под седелото на кокошките носилки, ги погалував малите мачиња, кученца, пилиња, со тешката секира се обидував да нацепам некоја деланка, кога со теслата се обидував да заковам некој зареѓан искривен клинец во сушницата каде што ги обесувавме низите на нижен тутун да се сушат, кога го носев котлето дома полно со што току измолзеното млеко, врткајќи се околу мајќа ми гледајќи како го замесува, размесува лебот, собирајќи суви гранчиња за потпалок на црепната, на фурната, гледајќи како се нагорува црепната, вршникот покриен со жешката пепел, секојдневната работа по полето, пентерејќи се по неколкуте дзензерови, сливови, јаболкови стебла, преполни со род, скришум каснувајќи некоја леблебија, сувогрозје, шарено шеќерче, кои моите ги чуваа за да ги почестат гостите, одењето на пазар пред Великден, каде што ми купуваа пиротски лаковани опинчиња и нова великденска детска промена, а пред се моето секојдневно утринско влегување во пундилата да ги истимарам нашите коњи, да ги назовам, да им го подсоберам сочното зелено сено, да им ги ставам оглавите, уздите, амутите, подопашниците, да ги впрегнам во колата со дрвени тркала, раскажуваше Гоце Трпчевски. Името на етно куќата Гара Ранч води потекло од првата моја кобила, која се вика Гара, која е од расата на Мустанг, од подвидот Апачи, која раса води потекло од типично подивениот европски домашен коњ Мустанг, кој во Америка го донеле шпанските консискадори во 1500 година, предводени од консискадорите Ернандо де Дотоа и Франциско Васкес де Коранда. Зборот Мустанг произлегува од шпанскиот топоним Мустанџеро, кој се наоѓа во областа Кастилја, местото каде што порано се огледувала ова раса на коњи. Расата коњи Мустанг е синоним за дивиот запад во Америка, каде што првично биле широко прифатени од индијанските племиња, шошоните, несперците, комачите и апачите, каде што по индијанското племе Апачи е додадено името Мустанг Апачи. Гара Ранч располага со 3 коњи од сортата Мустанг Апачи, воспитани и дресирани до степен на перфекција. Значи, нека биде тоа порака и покана и поздрав до сите кои што сакаат да јаваат коњи, да почувствуваат мирисот и издивот на коњите, да се чувствуваат барем за момент среќни, да избегаат од турбаната бучава и да бидат дел од позитивната енергија што ја носат коњите и да земат од позитивната енергија на ранчот. Значи, мојата девиза, кога го градев на ранчот, беше од домот на моите родители ќе направам бренд. Јас мислам дека успеам во тоа, а за доказ за мојот бренд е се поголемиот број на јавачи, се поголемиот број на луѓе кои што сакаат да го посетат ранчот
и да ја почувствуваат таа позитивна енергија што ја носат коњите. Јас се потпишувам на 3 книги, меѓутоа ми е ова најдрага, ќе те научам да јаваш конј. Автор комплетен сум јас, Гоце Тито Трпчевски. Значи нема да ви парафразирам, ќе ви прочитам дел од уводниот дел на книгава, кој што сакам, мислам дека ќе ги заинтересира сите што сакаат да јават конј. Љубов значи да го сакаш она кое срцето ти вели да го сакаш, а мене ми вели сака ги коњите. Јас ги сакам коњите и тие ме сакаат мене. Нашите коњи се Кобили, Гара и Звезда, а сега го имаме и Шарко, од сортата Мустанг Апачи, мирни, послушни, скапи коњи, дружелюбиви, воспитани и дресирани до степен на перфекција. Да чуваш коње е голема привилегија, но и голема обврска, бидејќи коњето е чувствително и нежно суштество, иако навидум изгледа дека не е така. Значи ова нека биде само како провокација за сите што сакаат да ја прочитаат оваа книга, да ја имаат во својата библиотека и ќе запознаат со едно од најплеменитите животни на планета Земја, неговото височество коње. Покрај тоа што Гара Ранч е дом на 3 прекрасни суштества, коњи од сортата Мустанг Апачи, Гара, Звезда и Шарко, нашиот објект е регистриран во Централниот регистар како одгледувачица на коњи и школа за јавање на коњи, а меѓу другото и капацитет за сместувачки капацитет имаме во етно стил, во етно куќа. Значи јас како што кажувам во домот на моите родители ќе направам бренд. Таа е регистрирана како етно куќа. Јавањето на коњи во Гара Ранч се одвива во 2 етапи или 2 видови најавање имаме. Значи за оние кои јавачи кои што не знаат да јаваат, ги учиме да јаваат во затворениот простор, а за тие што поминале веќе во таа обука, низ обуката во Гара Ранч, имаме наша патека, долга околу 3-4 километри. Тоа е патека од времето или пат, уште го нарекувале царски пат, бил широк 12 метри, поплочен со камен во тоа време, што ги поврзува 3 градови во тоа време, во античко време, Стибера кај Чепигово, Алкомена кај Бучин и овде некаде во горното течение на реката Еригон, градот Брајанивен. А тука во непосредна близина на село Сладујево, на чукарта Граишка, во местото Граиште се наоѓа и тарапаната за пари и главното упориште на војската во тоа време што ги штити овие 3 градови што ги кажа. Значи тие се основни работи некои што ги нудиме како алтернативен туризам или што нудиме во понудата на Гара Ранч. Гара Ранч можам да кажам дека е на некој начин и етно музеј, значи целиот Ранч е како етно музеј. Тука имаме предмети, експонати, кои што на друго место мислам дека никаде не може да се видат. Значи стари, заборавени предмети, како што се ругузина, бутин, касела, и да не набројувам, шкрипци, значи решето, дрмон и така натаму и така натаму. Значи многу имат предмети кои што треба секој посетител кој ќе дојде, што викаат тие посетители, 2 недели ни треба за да разгледаме целиот Ранч. Значи така вештов компонирани се да не те остава равнодушен, да не можеш да го тргнеш погледот од предметите. Етно куќата Гара Ранч представува етно музеј на отворено. Поставките се распоредени во 6 етно бунгалови. Во етно музеот имаме поставки исклучиво од Демихисарскава регија, чиј нејзин обстој и илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на древниот македонски народ во древната македонска држава, како дел на Римската империја, како дел од Византија, раскажуваше Гоце Трпчевски. Демихисарскава регија, нејзиниот обстој зрачи од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел Царо Самуил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, незиниот обстој зрачи и за време на владавината на византискиот император Василий II, незиниот обстој зрачи за време на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андрони II Палеолог, како и за време на македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кралот Димитрија Волкашин и кралот Марко, раскажуваше Гоце Трпчевски.
Досегашното обстојување на Демихисарската регија зрачи и за време на Отоманската империја, како и во беговските дефтери кои престојувале овде во Демихисаров наш, меѓу кои Саид Паша, Устреф ага, Демо ага, Адем Паша, Дозан ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек, Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Казас бек, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек, кои имале нивни чифлици, каде што имало изградени своји кули, каде што околу своите беговски кули, своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чивчиите кои работеле на чивлиците на претходно споменатите бегови, а една од делумно сочуваната беговска кула е составен дел на етно куќата Гара Ранч, продолжи да раскажува Гоце Трчевски. Значи имаме стари предмети од времето на Александар Македонски, пронајдени артефакти околу 2300 години старо копје. Значи Демир Кисар се карактеризира по тоа што Демир Кисар иначе во превод би значело железен рид. Значи тука се правели и копјата за фалангата на Александар Македонски. Тука е леарницата за копје, на горе на Илинска планина. Значи од таму е донесено тоа копје кое што е старо 2300 години. Демир Кисар се карактеризира по тоа што Демир Кисар иначе во превод би значело железен рид. Значи тука се правели и копјата за фалангата на Александар Македонски. Тука е леарницата за копје, на горе на Илинска планина. Значи од таму е донесено тоа копје кое што е старо 2300 години. Покрај тоа што Гара Ранч е дом на три прекрасни суштества, коњи од сортата Мустанг Апачи, Гара, Звезда и Шарко, нашиот објект е регистриран во Централниот регистар како одгледувачица на коњи, школа за јавање на коњи, а меѓу другото и капацитет за сместувачки капацитет имаме во етно стил, во етно куќа. Значи јас како што кажувам во домот на моите родители ќе направам бренд. Таа е регистрирана како етно куќа, 3 соби во 5 легла и се издаваат тие легла за секој што сака заинтересиран, што може да биде дел од ранчот Гара Ранч. Тоа би било накратко околу сместувачкиот капацитет и што нудиме. Значи можам да ви кажам околу сместувачкиот капацитет, покрај тоа слободата во Гара Ранч. Значи главниот концепт е слободата во Гара Ранч. Да се почувствувате како да е ваше во Гара Ранч. Значи имаме фурна, собствена фурна, скара, да си понесите собствена храна, а во исто време имаме наша пицерија и игротека Bumblebee во Демир Кисар, каде што со порачка се нарачуваат и може да се пробати од таа храна. Во Демихисарско пријатно ќе бидете изненадени од испреплетеноста, сплотеноста, меѓусебното надополнување на старото и новото, кое ќе ве потсети на она што некогаш било, на кое се уште не му изминало времето, и на новото кое доправа доаѓа. Во оваа регија се уште ќе се сретнете со старата селска чорбачишка архитектура, која ја сочинуваат селските дворови, старите куќи, плевни, селски патчиња, сокаци и сокачиња, но во етно куќата Гара Ранч можете да ги пробате вкусовите на демихисарската препексливова ракија, демихисарското мезе кое се состои од демихисарското кромичче, лукче, благо и луто пиперче, демихисарското патлиџанче. Тука се разбира можете да се насладите и од вкусот на демихисарското лепче, печено во фурна или црепна, демихисарските питулици, демихисарската пита, зелник, со кори сучени на трпеза со сукало, демихисарското благо и кисело млеко подквасено со природен млечен подквас направен од сириштето на кравиото, козиото или овчето млеко. Овдека може да го вкусите и демихисарското јагне, испечено во разгорената жар, направена од дап благун, со гарнир од демихисарското компирче, сето тоа залеено
со демихисарското црно вино од сортата Станушина, а сето ова подкрепено со писокот на гајдата, пропратена со езги јакавали и со традиционалната демихисарска пред се патриотска песна. Гара Ранч и Гоце Трпчевски познат по пекарот Тито. Еве, сум тука во Гара Ранч, овде сум меѓу коњите, мустанзи, овдека сум меѓу етно ресторанот, овдека сум и во етно музеот, чии Гара Ранч малкотрпно го одржува, со љубов го работи пред 10 години, така? Точно? Помалку. Помалку, така речено. Така речено. Многу ми навела дека сликата е подобра од видеото. Ама многу ми навела дека и песната е подобра и од сликата. Ама и многу ми навела дека од коњот, кој што, како што рече и Гоце, дека карактерот на човекот и треперот на срцето го чувствува 5-6 метри и како што напомна дека со благо покажува и на раката за да го осети карактерот на јавачот, но сите ова што го кажувам, ова што Гоце Трпчевски познат по пекарот Тито, соственикот на Гара Ранч, го кажа, треба да дојдете во Гара Ранч, да дојдете одека во Демихисарско и со коњите да прошетате и да видите убавината што ја нуди Демихисар, селото Сладуево, а пред се Гара Ранч. Мило ми е што овде дојдов и ќе јаваме, ќе не. Ти благодарам, Зоране, што да го промовираме на некој начин ранчот, макар што тој е и промовиран и го знаат, цела Македонија го знае, сум имал гости јас од секаде, од Украина, од Белград, од Италија, сега имам некои французи. Значи го познаваат, нашата страница е посетена на веб сајтот Гара Ранч и на YouTube го имаме и како страница на Facebook. Може да ме најде, после да ме контактира. Уште еднаш ќе биде поздрав на сите кои љубители на јавањето, кои што сакаат да почувствуваат мирисот и здивот на коњите, да дојдат да не посетат во Гара Ранч. Поздрав! Дојдете во Демихисарско, дојдете во Сладуево, дојдете во Гара Ранч, да видите што е рај и што е убавина.